20 работници, толку луѓе затекнавме на градилиште во Скопје, каде не пречека Менде Фидановски, раководител на изградбата на објектот. До неодамна, вели Фидановски, на слични градилишта работеле и по стотина мајстори, а сега недостасува се, од зидар до техничар. Фалат сите сектори од градежништвото, затоа што не сме покриени во ниту еден дел со солидна, едуцирана, квалитетна работна рака, затоа што во изминатите години квалитетот опадна и бројот на работници кои се заинтересирани за работа во овој сектор е на минимум, односно дури може да не постои некаков интерес. Старосната граница околу 50 години, 50 и нешто, а млади луѓе кои треба да научат и кои треба да го превземат занаатот веќе и да ги нема. Менде и самиот е еден од се поретките примери на свеж кадар во градежништвото. Тој е архитект кој неодамна добил вработување во компанијата инвеститор на објектот по неколку годишна пракса. Од градежната компанија која го ангажирала велат дека веќе неколку години бараат нов кадар преку пракса. Најчесто тоа го прават преку договори за прием на ученици на практична настава од средните училишта од Скопје и од Струмица. На наше задоволство, голем дел од нив по завршување на нивното образование и пракса продолжуваат да соработуваат со нас преку професионален ангажман. Но морам да потенцирам дека за жал од година во година се помал интересот на младите да се образуваат во овие стручни насоки. Компанијата сега прави нов чекор покрај ангажирањето ученици на пракса од постојните стручни насоки. Бараат од училиштата отворање на нови насоки кои ќе одговараат на новите трендови во градежништвото. Во сите полиња каде што се бележи технолошки напредок, унапредувањето на курикулумот во склад со новите трендови ќе донесе двоен бенефит. Од една страна ќе се задоволат потребите на пазарот на труд, а од друга страна ќе се стимулира развојот на градежништвото и ќе се постават нови стандарди во истото. Овој дел тука е влезот на Здравко Цветковски. Прво што треба да се направи за да се направи една макета е да се извадат вистинските димензии на објектот и тоа да се скицира, да се намали во размер, соодветен размер во кој што треба макетата да се направи. Ана Спирковска е матурантка во училиштето Здравко Цветковски од Скопје. 4-та година учи за архитектонски техничар и по завршувањето на средното образование планира да се запише на факултет. Заедно со Теодора, која е 3-та година во истото училиште, велат дека практичната настава им помогнала детално да се запознаат со она што планираат да го работат во иднина. Нашата задача на градилиштето е да го следиме тој цел процес што се одвива на изградување на еден објект. И најчесто имаме дневници по практична настава, каде што во дневниците го запишуваме целиот тој процес преку скици, визуелно сликовито го прикажуваме и исто така и текстуален дел. Според мене мислам дека треба повеќе време да се посветува на праксата, бидејќи сепак е пракса и треба да знаеме како би се одвивало едно нешто на градилиште или како ќе изгледа тоа кога ќе одиме во проектантско биро да се црта или било што е поврзано со тоа. Училиштето Здравко Цветковски, каде што учат Ана и Теодора, има склучено договори за пракса на ученици со повеќе компании за различни профили што ги бара бизнис секторот. Она на што се фокусирани во моментов е воведување така наречено дуално образование, кое би почнало идната учебна година. Дуалното образование не е само пракса, туку е модел во кој самите компании учествуваат и во наставната програма и во креирањето паралелки од одреден профил. Идејата е пресликана од Германија, прилагодена на домашни услови. Во случајот на Здравко Цветковски, дуалното образование би ги опфатило паралелките со 3-годишно образование, како што се монтери за сува градба и поставувачи на подови. Кога ние би успеале со ова што ни е план до 31 март годинава, нели да се појавиме во тој конкурс со како дуални паралелки, тогаш би го добиле токму она што се очекува од дуалното. Значи, обезбедена пракса, можна стипендија и обезбедено вработување за ученици кои што по третиот степен секако не можат да продолжат во високото образование, туку веднаш се вклучуваат во производство, односно во процес на работа. Иницијативата за што повеќе дуални паралелки ја турка Министерството за образование. МОНС се обидува да направи промена преку диалог со компаниите за што беше организиран и карван наречен Учи паметно, работи стручно.
На вкупно 20 средбини земјава, Министерството побара од компаниите да кажат каков кадар им недостасува и како преку соработка да се надмине проблемот. Десетици компании побараа итни законски измени и промена на уписната политика. И бараме ден побргу, час побргу да се структурираат на вистински начин квотите за запишување и профилите од средното стручно образование. Треба да го ограничиме и приемот на факултет. Треба да направиме пропаганда дека има работа и за средно образовани деца. Нашата компанија, чисто не сакам да се рекламирам, али имаме просечна плата од 900 евра, од која ако го тргнеме раководниот кадар станува збор за 770 евра нето плата месечно. Да ја подигнеме таа диплома мајсторска, да ја вратиме назад, да ја институционализираме и да ја направиме потребна. За да може да се настапи на некој објект, се бараат дипломи и лиценци од инженерите, а од мајсторите не бараат ништо. Како да се чувствува тој млад кадар? Зошто доди мајстор зошто да учи кога никој не му ја бара дипломата? Кога може со курс или не знам како доди со братучот му и да научи. Министерката за образование Мила Царовска вели дека веќе се подготвуваат измени на Законот за средно образование. Според неа, суштината на социјалниот диалог е да се разговара за образовни профили што одговараат на барањата на реалниот сектор, преку напредување на соработката со училиштата. Сега сме во период кога на вистина треба да преминеме кон пракса и реализација на што поголем број на дуални паралелки и што поголем број на компании вклучени во подготовка и на програмите за реализација на наставата и теоретскиот дел, но исто така да ги отворат вратите и за практичниот дел, и ако не е дуален, да може да се одвива директно во вашите компании. Дуалното образование веќе постои во земјава, но го користеа само десетина странски инвестиции. По старата програма тие доаѓаа кај нас само еден ден во неделата, кога што беше дедициран ден за извршување на праксата во училиштето. Значи, наместо во училиштето, праксата изучуваа тука. Веќе со официјалното започнување на дуално образование од пред 2 години, тие еден ден во неделата доаѓаат во втора година, додека во трета и во четврта година поминуваат цели 2 дена наместо во училиштето во нашата компанија. Маркарт го спроведува дуалното образование со средното стручно училиште Коле Неделковски од Велес. За потребите на компанијата се отворила и посебна насока алатничари, па четворица ученици од првата генерација кои го завршиле средното образование, веќе во септември успеале и да се вработат. Јас бев запишан на смерот машински техничар, идов 3 години тука на пракса, по еден ден во неделата, и супер беше се. И многу ми значеше мене, затоа што кога дојдов првиот работен ден овдека, бев запознати со машините, ја имав основата и се знаев со дел од колегите. Целта на диалогот со фирмите на Министерството за образование е од септември да се отворат што повеќе дуални паралелки во сите региони низ државата. Според податоците од истражувањето спроведено во 450 компании, 85% од нив изразиле подготвеност за спроведување практична обука за ученици, а половина од нив веќе имаат некаква соработка. До крајот на март, компаниите заедно со училиштата до Министерството ќе треба да достават понуди за соработка, пошто ќе се одлучува кои профили во училиштата од септември би се ставиле во мирување, а каде ќе се отворат нови насоки по мерка на бизнис секторот.